Machine Lovers. Јас сум JJ. Јас сум Мојсо. Мојсо, мило ми е. Здраво. Кажи ми што е ова до нас? Ова е прва трка за државно првенство при Националната федерација за историски возила. Значи се работи за календар од 7 надпревари во автослалом, ТСД автослалом, каде брзината не е основа за спортскиот резултат. Има препреки, има, значи се возат помеѓу кегли, помеѓу џунови, помеѓу вештачки препреки. Севкупниот победник е носител на многу работи што треба да се поминат, значи на патеката. Да, в принцип целта е тука прецизното возење. Да, прецизното возење го носи финалниот резултат. Каде ќе се случуваат следните настани? Прва трка се одржа во Скопје. Тука каде што сме денес. Следна трка за 2 недели во Кичево и после има уште 5 надпревари за државно првенство. Значи тоа е во рамки на Националната федерација за историски возила. Освен овие дисциплини во автослалом има спретно возење, 5 надпревари, има авторелија 4 надпревари и тоа го оформува освен изложбите кои се статични во рамки на федерацијата. Го оформува спортскиот такмичарскиот дел на сите дисциплини. После колку години може да бидеме сведоци на вакво нешто? Па спортот во Македонија е реално замрен, значи комплетно замрен, заради причини кои сите добро ги знаеме. Македонските надпреварувачи возат со странски лиценци, со српски, со бугарски, возат и со англиски лиценци. Има долгогодишен проблем и стагнација во автомобилизмот, проблем кој треба сите заеднички колективно да го надминеме. И ова е некој придвижување, не е ова основа за тоа да се придвижи што е автомобилизам. Ова е сосема друга дисциплина, но октаните, мирисот на бензинот, повторно можеме да ги почувствуваме во нашиот град. Се сложувам. Сакам да ви се заблагодарам на вас, не само како федерација, туку и на сите учесници кои што денеска учествуваа, кои што имавме шанса да ги видиме, бидејќи без нив не би можеле никаков ваков настан да се организира. Пред се да ги поздравиме сите учесници на надпреварот, да ги поздравиме спомагателите кои потпомогнаа да се одржи овој надпревар, град Скопје, Министерството за спорт, општина Центар, општина Карпуш, СВР на град Скопје, Пожарна Скопје, Здравствен дом Скопје, сите улици и патишта, сите оние државни институции кои помогнаа да се одржи надпреварот и сите спонзори, значи Ликви моли, Колит Колешино, Хел енергетските пелаци, Седмица, Фонтана, Сава осигурување, ЛПР, ПСС технички прегледи, сите тие помогнаа заедно со нас како организација, заедно со возачите и верната публика да го направиме овој настан после долги години. Многу ти благодарам уште еднаш, многу ми беше мило што можевме да присуствуваме и што не поканевте на ваков надпревар и се гледаме на следните настани. Да, фала многу. Поздрав. Чао. Чао.